Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Во Прилепската болница денеска се направи последната аналогна рентген снимка. Два нови медицински апарати беа промовирани, еден за одделението за рентгенологија, друг за одделението за педиатрија. Започна манифестацијата Денови на Крали Марко, посветена на легендарниот историски лик Крали Марко, кој имал седиште во Прилеп. Едни го тепале, други го снимале. Врсничкото насилство регистрирано во едно од прилепските училишта. Македонија е седма на европскиот футсал надпревар во Бања Лука. Футсал момчињата од Средното општинско училиште Ристерски Ричко, 14 екипи успеа да потврдат дека се одлични фудбалери и познавачи на футсал играта. Времето денеска облачно и нестабилно со температура до 18 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Шивачка работилница Колори ателје во уличката кај Шарена чешма во Прилеп, улица Киро Пајмаковски, број 16. Телефон за контакт 076 204 820. Колори ателје, кај нас муштеријата секогаш има предност. Нудиме полиси за автоодговорност, зелен картон, патничко осигурување, каско осигурување, имотно осигурување, здравствено и животно осигурување. Ексклузивни застапници сме за истоимената полиса за животно осигурување Протектор, која може да ја добиете исклучиво кај нас. Посетете ги на новата локација, проверете на веб или на Facebook страната Протектор, Друштво за застапување во осигурувањето Прилеп. Телефон 073 555 006 во близина на Чумовчанец. За внимание, почит и грижа на старите лица, контактирајте не денес на 078 430 140. Home Care Прилеп, агенција за грижа на стари лица. Урбан маркетинг. Со гласовна поддршка во студиото Елизабета Филиповска. Во Прилепската болница денеска е направена последната аналогна рентген снимка. Со сопствени средства во висина од над 9,3 милиони денари болницата набави еден од најсовремените дигитални тавански рентгенски системи за бежичен пренослив детектор. Воедно денеска беше промовиран и видео ЕК за педиатрски пациенти наменети за одделението за педиатрија во вредност од околу 28.000 евра, донација од компанијата ВИК, кој е прв ваков апарат надвор од Скопје. Тоа е нов дигитален апарат, еден од најсофистицираните во цела држава, кој ќе изработува снимки со висока резолуција и ќе изработува такви рентгенграфии дигитални кои досега пациентите за тие потреби одеа во приватните болници. Додека на детско одделение е пуштен кабинетот за видео ЕЕГ, кој кабинет е прв надвор од клиника за педиатрија и една приватна болница. Значи, надвор од Скопје е прв ваков кабинет. Оваа набавка, последната на овој рентген апарат, во поновата историја на Општа болница Прилеп од независноста до денес е поединечно по материјални средства најголемата и најскапата јавна набавка на медицинска опрема. Со овој кабинет и со кадарот кој што ќе работи во него, нашето одделение се поставува како лидер во невропедиатриската грижа во регионот. И со овој кабинет ние покажавме дека со визија и со посветеност може да се обезбедат и средства и услови кои ги заслужуваат најмалите пациенти. На презентирањето на новите медицински апарати во болницата Борка Талевски Прилеп присуствуваше и директорот на Фондот за здравство Сашо Клековски. На прашање дали болницата и должи на фондот,
Клековски одговори. Кога дојдовме во ситуацијата, општата болница Прилеп беше меѓу 5 најзадолжени болници во Македонија. Таа состојба значително подобрена до таму да болницата може од сопствен буџет да купува нови апарати. Тоа сакав да го нагласам. Значи, состојбата е консолидирана. Започна манифестацијата Денови на Крали Марко, посветена на легендарниот крал Марко, кој имал седиште во Прилеп. Со интерактивна работилница и изложба, балканскиот јунак Крали Марко, одржана во Заводот и музеј Прилеп и со работилницата за ученици Крали Марко низ детските очи во црквата Свети Никола во Варош, денеска во Прилеп започна манифестацијата Денови на Крали Марко. Вечер во 20 часот во црквата Свети Никола ќе се одржи проекција на планскиот филм во рамките на фестивалот Ехо патува. Деновите завршуваат недела со концерт на групата Мизар на амфитеатарот во Варош со почеток во 20 часот. Манифестацијата Денови на Крали Марко е културен настан во организација на општина Прилеп, која ја одбележува годишнината од загинувањето на легендарниот крал кој имал свое седиште во Прилеп. Едни го тепале, други го снимале. Врсничкото насилство регистрирано во едно од прилепските основни училишта. Прилепчанецот ГР, 36 години, родител на дете, пријавил во ОВР Прилеп дека пред околу 2 недели неговото малолетно дете на час по физичко образование во едно прилепско основно училиште било физички нападнато од неговите соученици. Дополнително загрижува фактот што еден од соучениците целиот инцидент го документирал со мобилен телефон. Од Министерството за внатрешни работи информираа дека случајот е евидентиран во полицискиот билтен, а надлежните служби преземаат мерка за целосно расчистување на околностите под кои се случил настанот. Во иднина, родителите кои нема да соработуваат со институциите кога нивното дете ќе изврши насилство, може да се соочат со парична казна од 250 евра. Надлежните велат дека мерката е дел од пошироките напори за справување со врсничко насилство во училиштата, а ја најави министерката за образование Весна Јаневска, говорејќи за новите мерки за справување со врсничкото насилство. Мерките доаѓаат во период кога јавноста е вознемирена од се почестите инциденти во училиштата, вклучително и тепачките, заканите и насилното однесување меѓу малолетниците. Македонија е седма на европскиот футсал надпревар во Бања Лука. Футсал момчињата од Средното општинско училиште Ристе Скиричко, 14 екипи успеа да потврдат дека се одлични фудбалери и познавачи на футсал играта. Дека младите прилепски фудбалери имаат перспективна иднина, потврди Европското првенство во футсал за ученици до 18 години што се одржа во Бања Лука, Република Српска. Како македонски шампиони, футсал екипата на Ристе Скиричко избори 7 место во Европа во конкуренција на 15 екипи. Нашите футсал момчиња, последниот надпревар против селекцијата на Србија, 2 го добија со службен резултат откако противникот поради бројни потврди не настапи. Футсал екипата на Средното општинско училиште Ристе Скиричко изигра 4 надпревари, од кои 2 со нерешен резултат против екипата на Словачка и Белгија. Со екипата на Унгарија 3 издвојува голема победа од 10-0, додека единствениот пораз го претрпи во битката за полуфинале против екипата на Унгарија со идентичен резултат. Временска прогноза. Времето денеска облачно и нестабилно со температура до 18 степени Целзиусови. Следува период на променливо облачно време со сончеви периоди. Утре ќе биде нестабилно на повеќе места со пороен дожд, грмежи, засилен ветар. Локално процесите ќе бидат поинтензивни во форма на невреме со обилен пороен дожд над 20 литри на метар квадратен. Грмежи засилени со силен ветар над 70 км на час и услови за појава на град. Во недела ќе дува засилен ветар, кој наместа ќе надминува брзина од 60 км на час. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела.
2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.